е уште едно неделно попладне на Телма и терминот резервиран за нашите теми поврзани со спортот, па затоа одново ми е чест и задоволство да ви посакам добре дојде во новото издание на Ферплей. За денес ви најавувам со задоволство убаво женско друштво, затоа што е време да позборуваме за тоа како функционираат и какво е секојдневието на дамите во македонскиот спорт, особено кога станува збор за индивидуалните спортови, заради тоа што таму знаете дека многу често трката човек ја води всушност самиот со себе пред наред да дојдат и противниците. Се надевам дека ќе уживате со нас, дека нема да го промените каналот и дека ќе останете да го проследите нашето ново издание. Дали во женскиот спорт е тешко фокусот да биде ставен на успехот, а не на физичкиот изглед на спортистките? Како жените во спортот успешно да се носат со сопствените квалитети? Што е неопходно за да се биде вистинска победничка на татамите? Дознаваме од нашата успешна каратистка, која важи и за една од најатрактивните македонски спортистки. Гостинка во Ферплей со Јана е Моника Стефановска. Човек не може да не се чувствува убаво тогаш кога е во убаво друштво, така ќе биде денеска во Ферплей и за сите интересни теми поврзани со дамите и нашиот спорт. Денеска разговараме со мојата гостинка Моника Стефановска и посакувам добри дојде во Ферплей. Моника, повели. Драго ми е што си овде. Браво, ти благодарам на поканата. Повели, смести се удобно овде кај нас во студиото, па се надевам дека заедно ќе уживаме во следните минутки. Ден недела, вообичаено за поголемиот дел од луѓето е резервиран за одмор и релаксација. Како е во твојот случај? Имаат ли спортистите можност во недела да одмараат? Па да, ние како спортисти, нели, со секојдневните тренинзи понекогаш вежбаме и до 2 пати преку неделата. Иако пред големи надпреварувања немаме скоро и ден за одмор, викендите се исто така резервирани за тренинг, но во вакви периоди, кога сме малку порелаксирани, кога не се припремаме за некои надпреварувања, викендите, особено недела, ни е резервиран за одмор. Вистински одмор е, бидејќи велиш сега не е толку, да речеме, гужва или напнато или интензивно тренирањето. Што тоа значи? Што ти во моментов правиш, бидејќи имаш статус на македонска репрезентативка, но дали тој останува и понатаму? Какви се плановите за надпреварувања твои? Значи, статусот на репрезентативка или репрезентативец во карате се стекнува секоја година со учество на државното првенство, освојување на државното првенство, како и доколку има некои турнири кои што треба да се земе учество, нели, да се направи успех, за да се представува земјата на европско или светско првенство. Во моментов, нели, како што кажав, немаме некои поголеми надпреварувања. Се спремаме физички, психички за надпреварувањата што следуваат следната година, односно државното првенство во јануари. Тогаш е во јануари, тоа ќе биде во твојот фокус, така? Да. Ќе земеш учество и овој пат. Добро, велиш друг тип на тренинзи, кондиција и така натаму. Што тоа значи? Тренираш ли секој пат во сала, на татами или ја користиш и природата, барем кога е убаво времето? Па да, ние како спортисти сме научени, нели, летниот период и периодот кога е убаво времето да вежбаме на отворено, нели, на чист воздух, доколку имаме можности. Во сала обично се припремаме карате техники и тактики. Да. Вежбам исто така фитнес, теретана. Значи мора да има малку и таков тип на вежби за сила, кондиција и така натаму. Имаше најави кои што ги слушнав и видов поврзани со, ајде да речеме, твоја лична карате приказна, а може би поврзани со твојата сестра, ти ќе ми откриеш подобро. Што се случува на тоа поле? Дали официјално веќе имате сопствен клуб или тоа е во процедура на подготовка? Да, ние со мојата сестра одлучивме да отвориме свој клуб. Клубот моментално не е активен, но се надеваме дека тоа ќе се случи следната година. Да, јас се надевам искрено заради тоа што ми звучи убаво и амбициозно. Ајде ќе навратам назад приказната, бидејќи сте 3 сестри, така? Да.
вообичаено тоа секој пат го споменувам со спортистките, девојчињата кога ќе ги прашаме што сакаш да бидеш кога ќе пораснеш, најчесто имаме онакви стереотипни одговори од типот, не знам, можеби балет, пење и така. Можеби поретко доаѓа ситуација каде едно мало дете пројавува желба, јас сакам да бидам каратистка, девојче. Како беше во вашиот пример? Кој прв изрази желба? Дали некој некого следеше во тоа? Како беше? Искрено, тој стереотип се појави и кај нас, во нашето семејство. Мојата мајка беше толку упорна да ние се запишеме на тие танци, а после тие часови по танц имаше часови по карате. И јас и мојата сестра останувавме после нашиот час по танц, ги гледавме малите деца како вежбаат, односно нашите врсници беа тогаш, како вежбаат карате и ни се вида многу интересно и одлучивме да си остануваме ние дополнително на тие часови по карате. И спорт. Значи не е само танц, добро. Да. И тоа си продолжи во континуитет? Си продолжи, иако мојата мајка не сакаше, беше многу против тоа, затоа што нели овие боречки спортови се сметаат за груби и не женствени. Ние сепак бевме упорни, останавме ве 22 години. И не погрешивте, затоа што ете своите соништа или желби ги следевте. Дали до ден денес ти коментираат на оваа тема што веќе ти самата ја отвори, карате, па тоа не е спорт за жена или не е спорт за девојче, дали се уште им објаснуваш на луѓето дека не треба на тој начин да ги делат нештата? Да, се уште добивам такви коментари, најчесто коментари од типот па не изгледаш дека вежбаш боречки спорт, како да треба да изгледаш по машко. Да, како машко или гломазно можеби да очекуваат веројатно поради овој тип на. Дали некогаш се случило обратното, да се изнервираш или да се запрашаш дали добро си постапила што си одбрала карате, да речеме, поради некаков тип на повреда, поради видливи траги, модринки или нешто на твоето тело, промени кои што си доаѓаат поради самото вежбање? Ти пречеле? Искрено не. Не? Успехот бил тој што секогаш ме водел и сите тие работи како повреди, модринки биле занемарливи. Како најблиските, и веќе спомена твојата мајка, се носеле со тие надпревари, затоа што човек треба да биде храбар поприлично и кога е публик, знаеш. Понекогаш на публика ти е тешко. Кој до ден денес можеби најмногу се плаши кога се надпреваруваш? Мајка ми затоа и не присуствува на тие надпревари. Добро. Никој друг вака еве и од пријателките, другари, другарки, познаници? Да, искрено како публика чувствуваш поголем стрес, затоа што ние како надпреварувачи сметаме дека имаме моќ во своји раце, а како публика се осеќаш немоќен да действуваш, да влијаеш на татамите и затоа чувствуваат поголем стрес. Стресно е навистина, особено кога има повреди. Ти си имал ли некоја посериозна повреда? По некој пат, добро, кај вас не е да речеме можеби како боксот или кикбоксот и таков тип на боречки спортови, меѓутоа може да се случи. Да. Си имала проблеми посериозни? Иако во каратето нели не е фул контакт, сите удари се изведуваат со контрола, се случува да дојде до некоја повреда, а искрено и се случуваат повреди од типот на колена, колкови и слично. Јас искрено за среќа сум немала некоја поголема повреда, но затоа е сестра ми тука. Да, таа се случува со такви работи. Кој кого од вас две повеќе го критикува нели другиот? Дали ти повеќе твојата сестра или таа тебе? Па мислам дека взаемно. Дека исто. Иако она е постара нели од мене, повозрасна, она секогаш ми била како некој идол. Она беше та прва што влезе во тие повозрасни категории, нели што почна да оди на големи надпреварувања, секогаш сум ја следела и мислам дека можеби за минимално она мене повеќе ме критикувала. Дали знаеш добро да поднесеш пораз? Нели кај спортистите е тоа дискутабилно во смисла ниту еден веројатно амбициозен спортист не би требало лесно да се помири со пораз. Меѓутоа има и такви на кои што баш тешко им паѓа кога ќе дојде ваков тип на ситуација. Ти во која категорија си? Иако сите нели звучи како клише дека поразот е дел од
целиот тој процес, што дека секој спортист доживувал порази, на сите спортисти многу тешко им паѓа поразот, поготово ако се нели како деца многу успешни, кога ќе дојдат во тие повозрастни категории, нели се сочуваат со порази, но навистина треба да се помине тоа и да се свати дека од целиот тој круг процес до успехот, поразот е неизоставен дел. Неизоставен дел е, мора некако човек да се носи со него, иако не е едноставно секој пат. Спортот генерално го учи човек на многу убави работи кои, ако е паметен, веројатно ќе ги применува во сите други делови од својот живот. Кои се најубавите работи кои што тебе те научил спортот? Знаеш ли да влиеш на другите, например, кога не се фер или еве, кога не знаат да поднесат пораз и така натаму? Да, јас и по природа сум таква, неправдата знае да ме изнервира. Спортот ме научил на многу работи, како што се самодисциплина, самоконтрола. Јас големува самодовербата на вистина, ми помогнал во периоди, например, во текот на моето студирање, учење, да ги завршам студиите, да бидам упорна, да не се откажувам и се трудам на сите луѓе околу мене да им го докажам тоа и да им покажам дека на вистина упорноста се исплати. Да раскажеме малку за твоите најголеми успеси. Си се надпреварувала на различен тип нели турнири или првенства и така натаму. Меѓутоа, кој успех и ти самата го сметаш за свој објективно најголем досега постигнат? Значи имам пласмани од големите надпреварувања, од светски и европски првенства, од светските премиер лиги. Имам медитрански медал бронза. Поголеми успеси исто така со Универзитетската федерација, екипно бронза на светското првенство. Дали е и колку е всушност тоа важно кој е ментор, твојот ментор во текот на годините? Нели тренерот честопати кај спортистите е нешто слично на родител? Имаше ли ти досега среќа да соработуваш со луѓе кои навистина добри нешта ти пренели, те научиле да бидеш добар борец? Па да, значи успехот е доказ за тоа дека односот помеѓу тренерот и такмичарот или менторот или селекторот ако дава добар резултат, значи дека сте на правиот пат. Имаш ли, можеби, не знам, некаков тип на трема како би се снашла во улогата со нови сили, да речеме, затоа што сега ќе се најдеш на другата страна, ти да бидеш таа која некого треба да го научи на нешто? Па имам трема, но позитивна трема и некако сум возбудена за сето тоа ново што ќе се случува, тие нови проекти. Каратето, не сакам тоа да го заборавиме, го загуби статусот на олимписки спорт. И тоа некако менува доста нешта на ова поле. Дали мислиш дека може да има посериозни последици во смисла да се намали интересот кај помладите за овој спорт, затоа што нема да можат еден ден, барем како што сега стојат работите, да се надпреваруваат на најелитното надпреварување? Па масовноста на каратето мислам дека не зависи од тие големи надпреварувања или олимпијадата. Каратето е многу масовен спорт затоа што се смета за еден од основните спортови, нели, за развој на децата, за развој на физичкото здравје, менталното здравје и затоа мислам дека нема да се намали масовноста, но се уште нели иако е излезен како спорт во Олимписките игри, се настојува да влезе повторно и се уште е во неизвестност. На некој начин е предодредено кога една жена се занимава со спорт да биде убаво градена, да биде представителна, да има здрави и добри навики и тоа да биде еден добар пример за околината и на крајот од денот да биде привлечно за оние кои што ве следат. Дали мислиш дека кога си убава и атрактивна жена во спортот, твоите резултати се првото нешто кој што некого ќе го заинтересира или секогаш на тапет ќе биде твојот изглед? Дали си какво е твоето тело, какво е твоето лице, каков е твојот изглед и така натаму? Па мислам дека резултатите се тие што доаѓаат во прв план. Сепак јас сум тука дојдена како спортистка. Има многу убави жени, многу убави девојки, но резултатите се тие што мене ме издвојуваат од сите останати.
Во денешно време секако социјалните мрежи ни се, да речеме, еден голем дел од секојдневието. Например, на твоите профили на Инстаграм особено може да се забележат голем број на фотографии во различни прилики и претпоставам одлуката за создавање на таков имидж во јавноста е твоја. Зошто? Како ја донесе таа одлука? Има ли некоја посебна причина? Дали може би и заработуваш на некој начин од тоа? Еве, раскажи ми ја твојата страна на приказната. Па искрено почна се спонтано, уште од мала имав такво хоби, сакав да се сликам, нели, да се дотерувам, да изгледам добро. Се тоа почна спонтано. Одлуката си ја донесов, нели, сама јас. И сега ти е веќе Дел од моето, да, секојдневие. Од секојдневието. Дали некогаш знае да биде, да речеме, напорно до некаде, да си под лупата на јавноста и да толку многу луѓе, можеби, не знам, ти поставуваат прашања, ти оставаат коментари, коментираат како изгледаш или? Да, знае да биде и напорно, нели, за една слика да се направи е потребно повеќе од колку што другите мислат. Во врска со коментирањето, мислам дека знам да се носам со тоа. Секако да, кога во моментот тако почне да ми смета, ќе престанам да го правам тоа и така. Дали никогаш ти пречело да некако повторно се враќам околу тоа, да слушнеш дека некој те карактеризира само како убавата спортистка или убавата каратистка и во преден план се тие епитети поврзани со начинот на кој што изгледаш, а тек на крајот доаѓа дека ти си била медалист или дека си освоила ваков или онаков пласман? Па искрено да, некогаш знае да ми пречи, затоа што како во спортот, како и во било која друга работа, нели, убавото женско лице доаѓа е тоа што луѓето го ставаат во прв план, а сите останати квалитети доаѓаат во заден план. Добро, некои од, да речеме, убавите и успешни жени го имаат тоа изјавено во минатото, дека не е толку едноставно да се биде убава жена колку што некои други од страната мислат. Што мислиш ти, нормално и во поглед на оние кои што досега можеби сакале или требало да ти придат, да се носат со твојата работа и твојот изглед, дали им е тешко на мажите конкретно да се носат со еден ваков профил на жена која има ваква професија и вака изгледа? Па искрено мислам дека не. Не се плашат. Не. Значи има и такви кои што се храбри, кои што, да речеме, ќе прифатат во буквална смисла дека ти имаш еден ваков тип на живот, затоа што споменавме, тука се тренинзи, тука е дисциплина, да. Не е само она кој што ние го гледаме на фотографија како, нели, и самите замислуваме како тоа изгледа. Па да, секој човек што е самиот квалитетен ќе ги препознае квалитетите во другиот, нели? И ќе знае да се носи со тоа. Со оглед на тоа што сакавме малку да знаеме како и тебе те доживуваат најблиските и твојата професија, се радувам што една од пријателките на Моника прифати малку да позборува пред нашата камера, па еве што дознавме од неа, кои се оние интересни детали кои ни ги раскаже. Искрено не се сеќавам точно, пошто стварно многу години веќе ја познавам. Мислам дека беше на факултет, некаде се упознавме преку некој друштво и одма си кликнавме. Прво морам да кажам дека е многу позитивна и ведра особа. Навистина има добра смисла за хумор, многу амбициозна, истрајна во тоа што ќе реши и понекогаш знае да биде тврдоглава. Успех во карате дефинитивно. Дружба со пријатели, многу сака да се дружи и некоја добра фотка на Инстаграм. Неправда, некој непромислен коментар од некоја особа. Што знам друго? Не се нервирам многу често. Тоа знам одма што ќе одговорам. Дефинитивно телото, бидејќи се занимава и со спорт, нормално. Па искрено имало ситуации, да, и пак ќе напоменам, тука било пак ради некоја неправда. Но сепак, од друга страна, како што кажав, многу истрајна особа и тоа некако и ја мотивирало да продолжи да тренира за да постигне подобри резултати. Иако не можам да ја замислам како ништо друго, пошто навистина е голема пасија каратето, сигурно би се бавела повторно со некој спорт, можеби гимнастика. За релаксација, мислам дефинитивно пак нели спортот. Сакам многу да планинари, да пешачи, да трча,
а од забавен карактер, многу сака се дружи со пријатели, убави вечери, вино, патувања. Тоа. После самата себе, дефинитивно сум јас. Ако е крај на светот и имаш уште само еден ден, како би го искористила? Да, ми се допаѓа ова прашање кое што се сети твојата пријателка да ти го постави. Ајде, имаме ли одговор? Многу е тешко човек како да испланира евентуално последни 24 часа. Ама немој да кажеш сега дека ќе одам да се борам со некого, само не тоа, дај нешто друго. Мислам дека нема тренинг да направам. Нема да има тренинг, добро. Искрено се трудам секој ден, нели, како сите останати, да го живееме како да е последен. И баш кога ќе дојде, нели, тој последен ден, сваќаме дека тие материјални работи и целата трка за нешто материјално, за пари, сваќаме дека ништо не е вредно. Денот би го поминала дефинитивно со семејството и со моите најблиски. Да, тие се тие кои што ни го прават или треба да ни го прават животот поубав. Кога ги спомена парите, нема да ми се налутиш, ова прашање на многу наши спортисти би можела да го поставам. Мене ми звучи контрадикторно кога спортистите ги гледаме како заштитни лица на обложувалници или места кои што важат, да речеме, за антиспорт. Меѓутоа, нивните буџети, не само во Македонија, туку и во големите светски фудбалски клубови, секогаш се тие кои го помагаат спортот од друга страна. Кој е твоето мислење, бидејќи ти си дел од една ваква приказна, нели тоа е твој личен избор, меѓутоа, дали добиваш негативни коментари за тоа? И каков е твојот личен став за тоа? Дали спортистите е во ред да бидат заштитни лица на ваков тип на бизниси? Негативни коментари добивам за, нели, не само за тоа, се случува и за некоја убава работа да се добие, нели, негативен коментар. Да. Не се... Не допираат до тебе? Да, не допираат до мене тие негативни коментари. А мојот став е дека спортот во Македонија, поготово овие индивидуални спортови, кои што, нели, се со многу помали буџети од екипните спортови и спортови кои што се многу погледани, спортистот како спортист треба сам да се погрижи како да дојде до тие финанси, да може да ја представува државата, нели, на европско и на светско првенство. Секако тука е Агенцијата за млади спорт, Карате Федерацијата на Македонија и доколку има, нели, некој добар спонзор на клубот кој што ќе може да ги плати сите тие, нели, надпреварување и слично. Јас како спортист се одлучив на таков чекор, бидејќи, нели, треба сама да си ги финансирам тие турнири, надпреварувања, припреми. Твојата пријателка кажа дека и таа знае доста да те критикува. Да. Предпоставам, можеби не толку многу за спортот, бидејќи не е спортист, меѓутоа за што друго? На кои други теми? Има ли некои грешки што можеби ти често си ги повторуваш, па пријателките се тука да те коригираат? Па искрено, како што кажа, понекогаш знам да бидам тврдоглава. Зашто, например, најмногу? Ти ќе си нешто во твојата глава ставиш и не може тоа да се промени? Добро. Во односи, например, меѓу луѓе, другарство, знае да ме критикува, нели, кога ќе се скарам со сестра ми. Добро. Таа критика е на место, нели? Мора да се прифати. Така некои слични работи. Спомена дека сакаш убави дружења, убаво поминато слободно време. На твоите профили видов и доста патувања, некои интересни дестинации. Што ти е на прво место на сите овие нешта кои што ги напоменавме? Патувања, можеби? Да. Какви места? Повеќе сакаш зимо или лето за уживање? Лето, дефинитивно, да. Сакам летни дестинации, нели, убаво. Јас сум летно дете. Го обожавам сонце, плажа. Патувањата, голем дел од тие патувања и тие слики се, нели, од спортот. Кога почна тие сите карате светски премиер лиги, каде што се собираа бодови за настап, нели, на Олимписките игри, имавме доста голем број на преварувања, скоро секој 3 недели одевме на некоја дестинација. А во последно време сите тие дестинации си ги посетував, нели, со пријателите, малку шетање. И убаво поминато време. Секогаш има ли некое место кое што најмногу го сакаш, ете ти оставил убав печаток, нека биде и за нас препорака каде да одиме, например, некое место го посетиме. Некоја земја, некоја култура ете така што можеби поспецифична ти од другите и ти се допаѓа? Па искрено, специфичноста не ми се допаѓа многу.
Најубаво поминато време нели и период и надпревар ми бил во Монпелје во Франција. И тој би го издвоила како еден град што ми оставил голем впечат. Ете, убава дестинација и предлог можеби за оние кои што го сакаат патувањето. Не верувам дека има некој кој не би сакал да патува и да ужива и да помине убаво време. Што се однесува до твојата возраст и твојата форма, имаш ли некаква проценка, барем сега, до кога би била во добра надпреварувачка форма? Имаш планови до кога сакаш да се надпреваруваш? Искрено немам план. Има многу голем број на девојки и жени, нели знаеме дека сите, скоро па сите сакаат да се остварат и како мајки. Да. Имаме голем број на примери и од околните земји, каде што девојки нели останале трудни, се породиле, па се вратиле во спортот, освоиле пак големи резултати. Да. Затоа немам план. Сега не знаеш како сето тоа ќе се одвива. Добро, меѓутоа дали годините ти пречат? Чувствуваш ли, не знам, голема разлика, голема промена кај твоето тело прецен или предиспозиции во поглед на од пред неколку години? Сега имаш скоро 31 година, добро. Промени се чувствуваат, но не се толку драстични, затоа што нели сите промени се случуваат постепено и не може да се осетат одеднаш. Па така да не. Да, вие тренирате и вежбате во континуитет, така да нема најчесто поголеми проблеми, го разбирам тоа. Од каде си имала најтешки и најсериозни и добро подготвени противнички? Има ли некоја земја од каде што секогаш сте очекувале дека ќе има така тежок противник? За каратето нели важи дека Јапонија е земја која што нели вади најдобри надпреварувачи. Но морам да признам дека и Балканот е многу јак кога се на надпреварите во борба, во прашање. Турција е една многу јака земја, Франција исто така, и кога ќе се паднете со било кој надпреварувач од Турција од Франција, знаете дека е што ве спремен. чека. Да. Дека е подготвен добро за борба, но и ние сме се покажале како подготвени. Каратето ни е еден од најуспешните спортови, така што не смееме да се пожалиме во тој поглед, нели? Други таленти. Тоа секој пат ме интересира кога разговараме со спортистите. Танцувањето некако го спомена на почетокот. Има ли и нешто друго? Не знам, некој друг спорт кој што си се обидела да го примениш и си забележала дека си добра во тоа? Не знам, можеби уметност, музика, некое друго поле? Па јас вежбав паралелно нели на моите почетоци и гимнастика. Се занимавав со гимнастика 4 или 5 години. Мајка ми исто така беше многу упорна да свириме на некој инструмент. Се запишав на клавир, но видов дека тоа не е нешто што би сакала да го правам. Не ти беше интересно, не, да? Воопшто. Од таленти би издвоила дека добро ми оди нели математика и физика. Навистина? Да, бев државен првак во математика. Добро. Секој пат овие ми се многу убави одговори, затоа што одново ги рушат оние стереотипи кои по некој пат ги слушам, дека спортистите стојат слабо со нивното образование или често пати не ги бидува за ништо друго освен за спорт. Така што драго ми е ова што го слушам. Си го применила ли некој пат во животот настрана од надпревари? Не знам, во секојдневието за добар бизнис план, во некоја друга работа која што си ја правела? Супер е да бидеш добар математичар, добро звучи тоа. Да, но бидејќи почнавме активно да се занимаваме со спортот, не си остварив таа желба или да се запишам на таков факултет. Завршив, дипломирав на економскиот факултет, бидејќи имав малку поголема слобода за да можам да ги извршувам нели секојдневните тренинзи. Како планираш да ти помине ова преостанато време? Секој пат кога ќе дојде она пауза, ја што велам на полувреме, односно на полусезона, кога се тука празниците и таков тип на атмосфера, тешко е за спортистите бидејќи тие не можат да отстапуваат од нивната дисциплина. Така да тебе како ќе ти помине месец декември, почетокот на јануари, сите тие празници и така? Па ние како спортисти нели сме веќе навикнати. За нас нема празник, нема викенд. Меѓутоа сега со оглед на тоа дека се уште не го знаеме точниот датум на државното првенство, кога ќе се дознае. Уште е рано? Да. Кога ќе го дознаеме точниот датум, ќе знаеме колку време ќе ни треба за подготовка, нели, дали ќе може да си земеме некој краток мини одмор за празниците и така.
За мене е впечатливо, тоа го знам уште одамна, дека кога настапува македонската фудбалска репрезентација, ти си меѓу навивачите. Има некои и фотографии каде носиш дрес и така натаму. Дали го сакаш фудбалот или можеби има некој кој што ти е познаник и е директно инволвиран во таа приказна, па е причина да бидеш на трибините и таму каде што игра Македонија? Па, искрено не сум многу честа на тие фудбалски надпревари. Бевме во Букурешт на Европското првенство, кое што беше историски момент за сите нас. И сметав дека такво нешто не треба да се пропушти. Таму си поминавме навистина многу убаво и сватив дека исто така ме прави среќна да ја бодрам нашата репрезентација во фудбал, но и во останатите спортови. Моја денешна гостинка е каратистката Моника Стефановска, со која што имаме интересни теми поврзани со дамите во спортот, особено оние кои што се занимаваат со индивидуален спорт. Некако ќе го привршиме овде нашиот разговор, а сакам тоа да го направиме на убав, позитивен начин. Може ли да слушнеме од тебе една препорака за нашите спортистки, особено оние кои се помлади? И кои што допрва треба храбро и позитивно и успешно да се носат со сите коментари кои ќе ги добијат, и критики, и пофалби, не само за спортот, туку и за изгледот и за се останато кој што е дел од нивниот јавен начин на живот и професија. Па би им препорачала да имаат јасна цел, да бидат упорни во тоа што го прават и дека успехот е тоа што ги дефинира, а не изгледот. Да, се надевам дека ќе допре ова убава порака до нив и ти благодарам многу за искрениот разговор, за искрените одговори. Се надевам дека во иднина со нови успеси со работата на клубот ќе имаме прилика повторно да се дружиме и да разговараме. Ти благодарам и на тебе. Благодарам многу. Се надевам дека и нашите гледачи уживаа во овој разговор денеска со Моника. Новите теми поврзани со спортот, како и секој пат ние ви ги подготвуваме и за следниот викенд. Нашиот термин е недела 16:15 часот, а во меѓувреме погледнете ги нашите социјални мрежи на Facebook и на Instagram. Таму можете да го кажете и вашето мислење, а можеби да дадете предлог што би сакале да гледате во рамки на Fair Play. Ви благодарам што и овој пат бевте заедно со нас.